Почитувани членови на Советот на општина Битола, врз основа на член 2 од уредбата за законска сила за примена на Законот за локална самоуправа за време на вонредна состојба, ја отворам вонредната седница на Советот на општина Битола. Врз основа на евиденцијата од службата констатирам дека на седницата присуствуваат 31 член на Советот. Според тоа, Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Согласно член 44 од Законот за локална самоуправа, сакам да ги потсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашањата кои се на дневен ред, а ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучување. Ве информирам дека до почетокот на седницата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси. Мислам дека Коњановски има конфликт на интереси по оваа точка. Дозволете ми да го поздравам присуството на сите гости и представници на средствата за јавно информирање. На денешната седница е поканета да присуствува директорка на Центарот за јавно здравје. Согласно член 28, став 3 од статутот на општина Битола, пред да се отпочне со работа, членовите на Советот гласаат за оправданоста на причините за свикување на седницата, без материјална расправа и без измена на дневниот ред. Ве молам да се изјасниме поединечно за оправданоста на седницата. Јас ве прозивам исто како минатиот пат, а вие гласате. И може да добием само еден список. Значи, Александар Мирчевски. За. Да. Анита Ангелевска. Морам да ја... Анита Ангелевска. Да. За. Билјана Поповска. Момент. За. Да. Борче Димитровски. За. Борче Корневски. За. Рим Керими. За. Валентин Груевски. За. Веселин Талевски. За. Да. Викторија Христовска. За. Рита Дракалска. Дракалска. Значи, За. добро. Златко Шеровски. За. Габриела Илиевска. За. Горан Михайловски. За. Горан Степановски. За. Елена Трајчевска. За. Елеонора Илиевска. Елеонора Илиевска. Момент. Не можеме да ја... Елеонора може и да напиши Елеонора, а не ја... Не можам да ја одблокирам. Елизабета Тодоровска. Елизабета Тодоровска. За. Јаклина Наумовска. За. Доран Ѓорѓиев. Да. Доран Стојчевски. Да. Иван Чулаковски. Да. Иван Чотошевски. За. Јован Албанти. Да. Методија Илиевски. Да. Никол Ченкуловски. За. Олга Лозановска. За. Христенка Алтипармаковска. За. Славен Најдовски. За. Емилија Костурски. За. Јана Крнчева. За. Тони Коњановски. Не може да гласа за оправданоста на седницата. За оправданоста, да. Гласа. Да. Да. Елеонора, само не ја слушнавме. Елеонора. Да. Елеонора за, така? Да. Добро. Значи, констатирам дека со
31 глас за, Советот ја усвои потребата од итна седница на Советот. Почитувани членови на Советот, за денешната седница предложен е следниот дневен ред. Одлука за давање на донација на финансиски средства на јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Битола, потребни за ставање во функција на микробиолошката лабораторија за молекуларна диагностика на COVID-19 во насока на ефикасно, ефективно и навремено детектирање на пациентите со коронавирус. Кој е за предложениот дневен ред? Согласно правилата за водена седница, на денешната седница нема дополнителни точки и нема предлагање на нови точки на дневен ред. Значи, кој е за предложениот дневен ред, молам да се изјасниме исто поединечно. Александар Мирчевски. За. Анита Ангелевска. За. Сите сме за, да читам побрзо. Александар Мирчевски за, Анита Ангелевска за, Билјана Поповска за, Борче Димитровски за, Борче Корлевски за, Бурим Керими за, Валентин Груевски за, Веселин Таневски за, Викторија Христовска за, Виолета Дракалска за, Владко Шеровски за, Габриела Илиевска за, Горан Михајловски за, Горан Степановски за, Елена Трајчевска за, Леонора Илиевска за, Елизабета Тодоровска за, Жаклина Наумовска за, Зоран Ѓорѓиев за, Зоран Стојчевски за, Иван Чулаковски за, Иван Чотошевски за, Јован Албанти за, Родија Илиевски за, Михолче Анкуловски за, Олга Лозановска за, Ристенка Алтипрмаковска За. Славе Најдовски За. Емилија Костурски, Тјана Крнчевска, За. Нико Њановски за. Значи, констатирам дека со 31 глас за е усвоен денешниот дневен ред. Минуваме на првата точка од дневниот ред, одлуката за давање на донација на финансиски средства на јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Битола, потребни за ставање во функција на микробиолошката лабораторија за молекуларна диагностика на COVID-19 во насока на ефикасно, ефективно и навремено детектирање на пациентите со коронавирус. Јас би дал прво збор на директорката на Центарот за јавно здравје да ја образложи потребата од ваквата лабораторија. Директорке, ако се слушаме, повелете. Да, добар ден на сите и ви благодарам за подршката на почетокот со тоа што се прифати за точка на дневен ред и јас ке се што се случуваше, затоа што една точка предпоставам дека ќе имате време да ми слушате и што се случуваше овие 2,5 месеци. Иначе нашата институција како здравствена институција беше од првиот момент на браникот на оваа криза со коронавирусот и ето успешно за среќа успешно здравствените институции, општината, навистина може и граѓаните може да сме задоволни со денешната ситуација. Се оградувам дали тоа ќе биде и понатаму, меѓутоа она што се постигна овие изминати 2,5 месеци навистина е резултат на огромна работа и ангажман на нашата институција, Центар за јавно здравје, Здравствениот дом и клиничката болница. Да спомнам тука и ангажманот на полицијата, затоа што без нивната поддршка во цело ова време немаше да се успее за овој резултат. Мерките општината што цело време ги превземаше и секако, на крајот морам да кажам дека дисциплината, сериозноста на граѓаните, затоа што од првиот момент сватија колку е ова сериозно. На почетокот, сите бевме затечени, се беше ново, секојдневно слушавме нови информации, меѓутоа, она што денес го знаеме и ова состојба што е денес, навистина не тера веќе да размислуваме за некои следни чекори, затоа што информациите што доаѓа дека
оваа криза нема скоро да помине, може би сега со летните месеци малку ќе стивни, меѓутоа се очекува дека ова ќе трае подолго, барем може би уште година, година и половина, додека не се пронајде ефикасна вакцина. Значи, уште на почетокот морам да кажам дека крајот на месец март веќе се појави потреба од зголемен број на лаборатории кои ќе прават диагностика на COVID. Меѓутоа, тие лаборатории по новите препораки на Светска здравствена организација бараат многу високи стандарди, тоа е за ваша информација 2+ стандард, што значи и во просторни услови и во опрема, ние во тој момент не можевме да ги исполниме. Меѓутоа, да речем и јас како менаџер и службата, да речем колегите микробиолози, имавме желба и идеја да се вклучиме за тоа што навистина нашата лабораторија во рамки на Македонија е една од врвните лаборатории 2-3 што се во Македонија. Меѓутоа не беа потребни големи финансиски средства за тоа што пред се просторните услови ние имаме лабораторија за молекуларна диагностика што веќе функционира околу 5 години. Меѓутоа, стандард не ги задоволува стандардите нови на Светска здравствена за COVID-19. Значи, мораше да се направи нов план, со нов простор, нова опрема, така да сето тоа ни одзеде многу време, да речем овој месец. Меѓутоа, уште на почетокот, кога свативме дека како институција немаме финансиски средства, не сме планирали ни во годишниот план, тоа да го направиме самите, решив да пробам да почнам со барање на донации. Морам да признам дека сум многу задоволна и изненадена пред се за тоа што при првите контакти со надлежните, почнав од Кромберг и Шуберт, јас мислам дека тоа е една од така компаниите кои сите се знаат во регионот дека донираат за вакви, мислам имаше и неколку донации претходно, не за нашата установа, него за здравство, се обратив кај нив и морам да ви признам дека за 2 до 3 дена добивме потврден одговор од Германија дека се војни да финансираат. Тоа беше најголемата инвестиција во цел овој проект, околу 1.800.000 денари за еден апарат што нас не недостигаше. Иначе по проектот, она што требаше да се направи за овој краток период, целиот проект е околу 3.500.000. Значи половината скоро ги донираше, значи апаратот ќе го купи и ќе ни го даде Кромберг и Шуберт. Остана е околу 600.000 кои ќе бидат за градежниот дел, адаптација, значи потребни се по новите стандарди 4 посебни лаборатории, со сосема нови стандарди, значи безконтактно отварање на врати, се да биде безконтактно, значи навистина короната е нешто што ќе не повлечи во некои работи, можеби тоа е позитивното многу напред. Оно што можеби го планиравме да го направиме во следните можеби 5 години, ние тоа се ќе го направиме тој скок за неколку месеци. Значи, кажат, 1.800.000 е донацијата од Кромберг и Шуберт, меѓутоа стане уште многу пари за да се обезбедат. Тоа го кажав, иначе сум член на кризниот штаб во општината и кога кажат дека не достигаат пари, дека ние сме воljни да отвориме лабораторија, меѓутоа немаме пари, градоначалничката со еден збор рече дека дајте, обратете се, ќе побараме нешто што може општината ќе видиме, така да ето и тоа за неколку дена се случи, така сметам дека овој чекор и ова инвестиција ќе биде многу важна, не само за нас како институција, за градот, туку и пошироко, затоа што ќе бидеме прва лабораторија надвор од Скопје, сите останати се нели во Скопје, во клиники, во институции научни, ќе бидеме прва лабораторија надвор од Скопје, меѓутоа сме ние и најдалеку, така да сега секојдневно носиме брисеви во Скопје, тоа се огромни трошоци кои ги правиме. Пациентите, фала Богу и докторите чекаат по неколку дена за резултат, така да мислам дека ова ќе биде голем исчекор во справувањето со оваа криза. Се отварат, знаете, веќе овие денови и нови
програми, проекти, веројатно Министерството ќе го промени алгоритмот, ќе има потреба од уште поголем број на тестирања. Имаме информации и барања од пациенти дека некои што треба да одат на Скопје, на пациентите им бараат исто така вакви резултати. Патувањето во странство, веќе имаме најави, нели, може би за Грција, за Хрватска, предпоставувам и за други држави, дека ваков резултат не постар од 72 сати, дека ќе биде само исто како пасош, за да може да се патува, така да навистина нешто што е потребно во овој момент е тоа да се отвори ова лабораторија без поддршка, да речем, од донации, дека ние како институција сами не би можеле ова да го реализираме. Уште нешто што сметам дека е многу важно, дека ова лабораторија нема да биде само за корона. Короната може би веќе од следната година се очекува да биде, нели, во оние редовни респираторни вируси, значи ќе може да се користи и за диагностика на многу други, и то современа диагностика, респираторни, вирусни и други инфекции. Значи ќе се направи голем исчекор во диагностиката на цел овој регион. Ви благодарам. Дали некој има разбор? Некој Јановски? Да. Се слушаме, нели? Да. Добар ден на сите, би сакал да ве поздравам. Почитувани колеги советници, почитувани медиуми, доколку не слушате. Би сакал најпрво да ја поздравам иницијативата на општина Битола да издвои средства за допремување на лабораторијата за молекуларна микробиологија при Центарот за јавно здравје во Битола и да напоменам како и досега за се што е добро и е во интерес, во прилог на граѓаните, посебно од здравствен аспект, во кој припаѓам во здравствениот сектор јас. Советничката група и јас лично ќе поддржиме секако ова иницијатива. Добро е да се напомене во овој момент дека добро ќе беше и присуството на градоначалничката, пошто е на нејзина иницијатива свикана оваа седница, така да овој можам да го наречам можда малку и свечен момент или момент на кога сите се радуваме на една ваква активност. Добро беше да биде и таа присутна, да ја слушни дискусијата или да даде со своето присуство печат и поголема тежина. Меѓутоа, колеги, со цел запознавање на вас, како советници на пошироката јавност, улогата и значењето на оваа лабораторија, би сакал со 2-3 збора да се осврнам и да ве запознам со работата на оваа лабораторија. Лабораторијата за молекуларна микробиологија, како што каже и директорката, една од најмлада лабораторија во склоп на одделот за микробиологија при Центарот за јавно здравје. Формирана е во периодот 2015-16 година, отпочна со работа 16 година, од страна на тогашниот менаџерски тим на Центарот за јавно здравје, во чија работа учествував јас. Направена е со идеја да стане современ диагностички центар и тоа е прв во регионот и единствен надвор од главниот град на Република Македонија, на полето на молекуларна диагностика секако. До сега такви лаборатории имаше, спомна директорката, во Скопје. Ова е единствена лабораторија која работи со таа технологија, молекуларна микробиологија, не само во југозападниот, него и во останатиот дел на територијата на државава. Лабораторијата опремена со тогаш за тоа време најсовремена опрема, Real Time PCR систем 7500, со дополнителна лабораториска опрема, доградба, просторна адаптација, значи се создаде на мала во тие услови адаптирана лабораторија која ги исполнуваше критериумите. Целта на оваа инвестиција во вредност од околу 6 милиони денари, тогаш таа е обезбедена, целата оваа инвестиција е обезбедена со сопствени средства на Центарот за јавно здравје. Да појаснам, значи се работи за метода на молекуларна диагностика, која и сега се работи, со висока специфичност и сензитивност, каде со така наречена полимераза верижна реакција во реално време, така наречен real-time PCR, се детектираат вируси, бактерии, паразити и слично на основа на нивниот генетски материјал или секвенцирање на делови од тој генетски материјал кои се детектираат. Да напоменам, од самиот почеток во 2016 па се до денес лабораторијата функционира континуирано и без застој и успешно. Во неја веќе стандардно се врши PCR детекција и типизација на
HPV вирусот, еден од најчестите предизвикувачи на ракот на грлото на матката, како и утврдување на присуството на повеќе патогени, предизвикувачи посебно на полово преносливи болести, како што се хламидија, трахоматис, трихомонас вагиналис, уреоплазма, неисерија и така натаму. Лабораторијата нуди можност да се анализираат и генотипизираат и хепатитис вирусите, како и детекција на херпес, варичела и така да има широк диапазон на активности и можности кои ги нуди. Во лабораторијата, да напоменам, работи високо квалитетен и високо стручен кадар, ја води предводен од микробиолог и лаборанти со висока медицинска наобразба, кои успешно, како што реков и досега, работат и со мала добука или нивно залагање ќе се прилагодат на новите услови, она што сега го спремаме за детекција на SARS-CoV-2 вирусот. Значи, со допремување и надоградба до лабораторијата ќе се овозможи брза и безбедна детекција на SARS-CoV-2. Директорката појасна дека се потребни повисоки стандарди за тоа и со донацијата на Кромберг и Шуберт и со донацијата на општина Битола, се надевам дека таа лабораторија ќе се допреми, ќе се доекипира и во што побрзо можен период, зашто навистина е потребно време тоа да се направи, да се оспособи за работа. Сигурен сум дека тоа е трајна инвестиција во која сите вие колеги учествувате и јас уште еднаш велам со две раце секако би ја поддржал ова иницијатива. Ви благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Гаврила Илиевска, велете. Добар ден на сите. Пред се, навистина и јас како колегата Коњановски би сакала да ја поздравам една ваква голема иницијатива. И најверојатно како здравствени работници знаеме колкава е важноста од вакво нешто, посебно во вакви моменти кога е неопходно да се направи. Исто така, мислев дека ќе биде присутна и градоначалничката, меѓутоа, еве не удостои со присуство. Би сакала да ја поздравам директорката и би сакала да им се заблагодарам на сите вработени во Центарот за јавно здравје за нивната заложба во изминатиот период. Би сакала исто така да ја поздравам и иницијативата која подразбира просторно уредување, меѓутоа како здравствен работник, и вие исто како здравствени работници знаете колку е тешко да се стигне до едно реновирање целосно на една лабораторија, па би сакала само едно кратко прашање, дали од прилика знаеме временски кога би можеле да рачунаме да започне со работа лабораторијата, односно кој е онај краен рок кога би можело да започне со работа и апаратот кој не разбрав дали е веќе набавен или ќе се набави, и кога би можеле да рачунаме дека ќе завршат градежните активности, дали истите се веќе започнати. Чисто да знаеме од кога би можеле да сметаме дека Битола ќе започне со испитувањата и навистина ќе се олесни се она што значи диагностицирање на случаите со вирусот на COVID. Ви благодарам. Во ред. Значи, само да напоменам, значи првиот контакт со Кромберг и Шуберт околу апаратот беше некаде на почетокот на март. Неколку денови пред да затвори. Значи, така да остана таа идеја, тој разговор и поддршка вербално, меѓутоа беше ветувањето од кога повторно ќе почнат. Значи, следниот разговор беше некаде 8 април, барањето за донација, нивниот одговор, значи веднаш веќе тоа се реализира и тие почнаа да барат фирми затоа што Кромберг и Шуберт мислеа дека преку нивни некои врски од Германија ќе може да се набави апаратот побрзо. Меѓутоа, од 5-6 фирми на кои се обратија, најрано можеа во септември да го набават апаратот, најрано затоа што огромна побарувачката во светот за тој тип на апарати. Единствено една фирма вети дека тоа ќе го направи за 5 недели. 5 недели поминуваат некаде следната недела и го очекуваме, значи имаме потврда од фирмата дека апаратот ќе стигне следната недела.
Што се однесува до градежните работи, тие се започнати, во тек се, и се наделаме. Знаете тоа со мајстори како оди, значи има многу специфични барања за лабораторијата и сепак е ова еден потфат што се прави сега за следните, можеби ето 5 до 10 години, не сакаме тоа на брзина да го направиме, меѓутоа очекувањата се. Значи, после би следело од која ќе се направи тоа да дојде комисија од Скопје, па да се направи неколку денови обука на апаратот, пробни тестирања, дека очекуваме дека до крајот на мај сите овие процедури би требало да завршат и да можеме. Значи, интензивно се работи, ова изминат веќе месец и половина. Значи, ние парите во меѓувреме ги планиравме, ги собиравме, меѓутоа едноставно работите тече, значи и радежните работи се во тек, така да се надеваме, пак викам зависи сега од сите тие фирми што зедо ја офрска дека ќе го направат тоа до крајот на мај, да можеме да почнеме со работа и со редовна диагностика. Иначе планираме обем некаде да биде дневно околу 50 тестови, што ќе биде сосема доволно за цел овој југозападен регион. Значи, доколку и Охрид и Прилеп овде им би било многу полесно и поблиску да доаѓаат, отколку да патуваат за Скопје. Това се нашите планови, да речем, и договори. Не ме слушате. Олга Лозановска, повелете. Ви благодарам, председателе. Се слушаме, така? Да. Добро. Од телефон зборувам, не можам нешто на лаптопот да се уклучам. Ви благодарам, председателе, почитувани колеги советници, почитувани гости и медиуми. И јас исто сакам да ја поддржам иницијативата. Ние советниците, значи од ВМРО, ДПМН и коалицијата ја поздравуваме оваа иницијатива. Воедно им се заблагодаруваме на Кромберг и Шуберт за нивната несебична грижа околу граѓаните на општина Битола, затоа што ова не е нивна прва донација. И сакам само да ве потсетам дека вие во еден изминат период така остро ги критикувавте и се подсмевавте за сега тие да донираат и да се грижат за граѓаните. Значи, бидејќи ова лабораторија, по мое мислење, доста касни, вие касните со мерките, самата директорка кажа дека е потребно време од една страна да се направат градежни работи, од друга страна треба да се испратат вработени на едукација, а од трета страна нели е потребна некоја валидација, да се добие сертификат за таа лабораторија, затоа што сепак се работи за една софистицирана опрема, се работи со високоризичен материјал. Мислам дека претходно треба да се извршат пробни тестирања за да се има поголема специфичност и сензитивност на тие тестови, а потоа да се стави во употреба. Самата директорка кажа дека таа лабораторија треба да има 2+ стандарди, значи сепак за тоа треба време. Вие касните, затоа што од февруар до денес веќе 3 месеци имаме, луѓето умираат недокажани, затоа што не можат да се тестираат. Знаете дека сме на прво место по смртност, по број на заболени, а по број на заразени во однос на бројот на жители исто така сме на прво место. Касните, како што касните со економските мерки, 2 недели помина, ни една економска мерка веќе немаме видено и вашето неработење имам впечаток дека е сведено на едно големо ке, меѓутоа во секој случај оваа лабораторија е добро да се стави, да се прошири дејноста, затоа што, како што кажа колегата Тони, таква лабораторија за молекуларна диагностика постои во Центарот за јавно здравје, а ова е само нејзино проширување. Ви благодарам.
Значи, благодарам. Мислам дека Методи Илиевски бараше збор. Може јас само да реплицирам. Ајде, поведете Да, директорки. може. Да. Многу ми е жал кога доктори разговараат на ваков начин. Мислам дека ние барем не касниме во Битола. Прва лабораторија сме надвор од Скопје, досега лабораториите како се прошируваја, ги задоволуваја потребите. Не знам колку бев јасна, веројатно не бев јасна, дека ова е сега затоа што претходната лабораторија беше со 3 простори, сега по новиот стандард треба 4, значи сосема нов простор се оспособува, ќе се искористи секако опремата од претходната, меѓутоа сосема нова лабораторија се отвара. И нешто што е битно, дека посебна обука нема да има потреба да одат некаде, меѓутоа само за обука на апаратот, може би ден до 2, ќе доаѓаат овде во Битола, затоа што веќе ти имаат искуство. Екипите, тимовите што работат со молекуларна диагностика, само околу апаратот, мислам дека може би со еден ден обука ќе помини. А иначе, она меѓулабораториско тестирање во овој момент поминува за 2-3 дена, затоа што од Институтот за јавно здравје ќе се испратат примероци за тестирање и ако одговараат, значи резултатите, тоа ќе оди многу брзо, затоа што навистина и моментот и потребите налагаат, се работи за искусна екипа, значи не почнуваат сега прв пат да работат. Она што оваа диагностика налага се само мерките, само на заштита и можноста за контаминација при работа. Иначе се друго останато, значи нема да има потреба од некој долг период на обука на се, затоа што веќе се работи оваа диагностика. Благодарам. Може председателе? Да, Методи Илиевски. Во ред, ви благодарам председателе. Значи, почитувам председателе, почитувани колеги, почитувани медиуми. Знам дека се конете нова седмица доколку се истите приклучени. Поздравувам директорке. Искрено ви честитам пред се на залагањето и макотрпната работа во изминатиот период, затоа што токму вие и сите здравствени работници, како што кажа претходно колегите, и како правите добри работи за сите нас граѓаните, пред се на општина Битола во изминатиот период. Би сакал од името на од моето име, од името на советничката група на СДА само и коалицијата, да поздравам оваа иницијатива пред се на градоначалничката Наташа Петровска за оваа донација, односно за одделувањето на финансиски средства во висина од 600.000 денари, кои ние ќе ги донираме на Центарот за јавно здравје, и овој пат покажа општина Битола дека знае да излезе во пресред на кога навистина нешто ќе биде потребно на битолчани. Се надевам дека нема да имаме потреба понатаму во иднина да имаме вакви седници на совет во кои ќе треба да се грижиме, меѓутоа ќе мораме да и понатаму работиме во правец на подобрување на здравјето на битолчани во секој поглед, како што го правевме и во изминатиот период. Видовме дека во овие тешки моменти мораме сите да бидеме свесни пред се за сопственото здравје, за здравјето на нашите најблиски, а се разбира и за здравјето на нашите битолчани. Битола покажа дека е град во кој и како знаат да се чуваат неговите вредностни стандарди во секој еден облик. Искрено не очекував одредена политички говори на ова денешна седница, бидејќи навистина оваа седница има некаков друг контекст, меѓутоа за жал политиката не може да изостане. Но сепак мислам дека сите заедно ние правиме едно големо добро со оваа донација и сум сигурно убеден дека тука нема да застане општина Битола, дека ќе продолжи во правец за подобрување на условите и здравјето на битолчани понатаму.
Благодарам. Дали некој друг бара збор? Анита Ангелевска. Благодари. Добар ден на сите. 100% се согласувам со она што го кажа колегата Илиевски, дека на оваа воредна седница нема простор и нема место за политика. Ние сите овде присутни сме многу свесни што значи една ваква лабораторија во Битола и нема простор и нема потреба да се чудиме дека ете Битола има таква лабораторија единствено надвор од Скопје. Тоа е сосем разбирливо и дај Боже и во некои други области да бидеме со таков ред. Но, иако нема простор за политика, иако ние ја поддржуваме и денес ке гласаме за ваквата иницијатива и за донацијата, бидејќи на вистина цело време се докажуваме 100% дека исклучиво не засега најпрвин и најважно е здравието на граѓаните, сепак не може да се одмине вистината и оно што граѓаните треба да го знаат. Има само два моменти кои би сакала во оваа прилика за волја на вистината, но и заради обврската пред нашите граѓани, да ги кажам на кратко, тоа е дека иницијативата многу добро и многу јасно слушнавме и на Центарот за јавно здравје и на директорката. Еве, честитки до институцијата, па дури и до директорката, бидејќи нашле услови на кои и во овие тешки времиња можеле натаму да се надградуваат и да работат во служба на здравјето на граѓаните. Значи, тоа да го разјасниме и оно што го правиме сега ние во моментов, како совет, а и како општина Битола, сметаме дека е најмалата акција која општина Битола и оваа локална власт е должна да го преземе во однос на еве веќе сега на санирањето на последиците од пандемијата која што и кризата која што ја зафати Македонија. Вториот момент е, значи морам да потсетам само со една реченица. Економските мерки кои градоначалничката Наташа Петровска само ги промовираше, од тоа до овој момент нема ништо. Значи, и во таа насока, сега повторно ја користам приликава, јавно да апелирам, таа работа до крај да биде завршена. Нашиот предлог економски мерки беше одбиен, а во поглед на она што таа го предложи, ништо не се презема. А граѓаните од ден во ден навистина запаѓаат во се поголеми кризи. Ви реков уште еднаш ке повторам, ја користам приликата председателе и ве замолувам повторно и уште еднаш да ја потсетите градоначалничката и да вистина жалам што повторно денес е отсутна од советот. Ви благодарам. И морам да ве поправам во некоја работа. Односно, сега зборуваме за кога еве нешто правиме исклучително добро во однос на здравството и во она што Битола во иднина во наредните години ќе го добие, меѓу кои со заслуга на една приватна фирма и со заслуга на општина Битола. Морам да ви кажам дека економските мерки ќе ги донесеме на седница на совет, на редовна постапка и да бидеме искрени до крај, тие економски мерки не се врзани со 2 или со 3 во оно што можеме како општина да им помогнеме на фирмите. Значи не се врзани со ден или со 2. Можеме да ги донесеме и по 10 дена и по 5 дена и подобро да ги донесеме по 10 дена и да бидат супер добри и погодени отколку да ги промашиме, па после пак да ги поправаме на некоја наредна седница. Затоа економските мерки оставете ги, ќе дојде ден на седница на која ќе ги разговараме и не се поврзани апсолутно со ден или со
месец или со сат, додека ова што денес го правиме како вонредна седница е исклучително поврзано со рокови и со време. Што е можно порано да го направиме, ќе биде подобро за сите. Иван Чотошевски имаше збор. Ова разбор. Благодарам на председателе. Почитувани колеги, почитуван председателе, добар ден на сите. Еве во лично мое име, еве и во име на советничката група на ВМРО-ДПМН, ево уште еднаш ја користам приликата да ја поздравам ова иницијатива. Тоест иницијативата за надоградба на лабораторијата која што успешно функционира од, како што слушнавме од Тони Коњановски, од 2015-2016 година наваму. И пред да продолжам со она што го планирав за она што го испланирав за денес за дискусија, сепак би сакал да упатам критика до Наташа Петровска, што денес не е присутна на оваа седница, затоа што е по нејзина иницијатива, а еве веќе близу 60 дена не најде начин да не информира како советници кои се мерки ги превзема кризниот штаб, како се справуваат на терен со проблемите, кои се последиците и така натаму и така натаму. И во делот на она што Значи се извинувам само да ве поправам она што не може да го кажам во претходната, го заборави да го кажам, и тоа што јас ако може да не ме прекинувате. Само да ви појаснам, градоначалничката беше, мислам, нормално седницата е по нејзина иницијатива. Разговаравме и се договоривме дека на денешната седница е подобро да присуствува директорката на Центарот за јавно здравје, да ги образложи причините кои ќе бидат за седницата, за оваа седница, и да ја образложи важноста на точката која денес ние ја носиме како торет. Во ред, ако сметате вие дека, ако и вие сметате дека не треба Петровска да присуствува на седницата, тогаш во ред. Добро е и тоа да го знаат граѓаните. Значи, што се однесува во делот на економските мерки, председателе, мислам дека треба сите да бидеме свесни дека периодов кој ќе следи, зборам периодов од година-две, нема да го решиме со еден сет на економски мерки, туку ако сме доволно совесни, работиме во интерес и во корист на граѓаните, сметам дека економски мерки кои ќе значат на кои ќе се однесуваат во кои ќе одат во насока на справување со последиците, економските последици од кризата, безмалку веројатно ќе треба да имаме на секоја наредна седница. Затоа што нема така лесно да излеземе од кризата која што доправа следи, исто така дополнително на тоа, целата оваа ситуација ќе ги видиме последиците од бавното реагирање и на Петровска како локална власт, предводник на локалната власт, а и од централната власт, предводена од СДСМ во моментот. Што се однесува на донацијата од општина Битола и на донацијата од Кромберг и Шуберт, навистина една одлична работа, меѓутоа убаво е да се каже дека Кромберг и Шуберт тука ја, барем како што кажа директорката, од она што не информира, значи во моментов ја донира и издвојува највисоката сума од 1.800.000 денари. Меѓутоа исто така сакам да ве потсетам и вас како советници, воедно и да упатам критика до сите вас и до градоначалничката Петровска. Значи, ако секогаш велиме дека буквално на маката се познаваат пријателите, ние ве гледаме дека во моментов Кромберг и Шуберт е компанијата која што излезе во пресред, каже и самата директорка дека веќе се обратиле до неколку компании, меѓутоа компанија која што можела веднаш да реагира на ваквата потреба на битолчани, всушност во моментов била Кромберг и Шуберт, и навистина искрено од срце, од душа ги поздравам за таквиот нивни потек. Меѓутоа реков да упатам воедно и критика до вас и до Петровска, бидејќи во целиот овој период зборуваме наназад во Советот за важноста на странските директни инвестиции во Република Македонија, за важноста на германската инвестиција во индустријската зона Жабени, меѓутоа да ве потсетам, вие досега немате издвоено во изминатиот период од 2,5 години, немате издвоено ниту еден денар за подобрување на инфраструктурата во индустријската зона Жабени. И покрај тоа што знаеме дека има некои проблеми, покрај тоа што знаеме дека вреди и треба да се размислува секогаш општина Битола, да издвојува што е можно повисоки средства за
развој на таа индустријска зона таму. Тоа е вака отприлика се што имам да кажам, доколку има потреба ќе се вклучам повторно на дискусија. Ви благодарам. Виолета Дракалска. Би сакала да кажам и врска со денешната точка на дневниот ред и да почнам дека мене искрено не ми смета отсуството на градоначалничката на денешната седница, бидејќи видлив е нејзиниот допринос во обезбедувањето на 600.000 денари од буџетот на општината Битола. Денеска носиме многу значајна одлука во интерес на општина Битола, во интерес на сите граѓани на општината и пошироко во регионот, како што кажа и директорката на Центарот за јавно здравје. Во состојба на прогласена пандемија на светско ниво на COVID-19 коронавирус, сериозниот пристап на секого од нас е од големо значење. Битола во овој момент не спаѓа во категоријата на критични општини, но јас сметам дека и треба да се јавно каже дека добро се справуваме со целокупната ситуација. Тука би сакала да кажам дека граѓаните на нашата општина покажаа високо ниво на одговорност, на сериозност во однос на почитувањето на мерките, препораките и заклучоците од страна на владата на Република Северна Македонија. Наше е да продолжиме со сите со ваквото темпо, со начинот на однесување, со што ќе придонесеме во борбата против коронавирусот. Како ќе се однесуваме, такви и резултати ќе имаме. Благодарност би сакала да искажам и за работата на општинскиот штаб. Исто така, на сите оние граѓани, институции кои се вклучија во активностите и дадоа свој допринос во спречувањето на ширењето на коронавирусот. Никој не може да претпостави како ќе се одвиваат понатамошните случувања во однос на оваа ситуација, но би сакала идејата за доопремување денеска што ја имаме на дневниот ред за лабораторија во Центарот за јавно здравје, би сакала да ја поздравам. Честитки и поддршка за заложбите на директорката на Центарот за јавно здравје. Исто така, горда сум што сум дел од овој проект, од оваа донација како советник на општината и во својот допринос и доприносот едногласно, како што го дадоа сите советници, е за поздравување. Одлуката на градоначалничката за издвојување на средства од буџетот на општина Битола говори за нејзината заложба во делот на справувањето со коронавирусот. Благодарам. Благодарам, Олга Лозановска, бараше збор. Поведете. Во однос на парите кои што ги донирала градоначалничката, тоа се пари на сите граѓани, да ве потсетам. И нас не ни смета присуството затоа што не на градоначалничката, затоа што не сме навикнати да ја гледаме. Меѓутоа, во однос на заразените, самата директорка на Центарот за јавно здравје кажа дека ние во општина Битола, барем до сега, имавме среќа во однос на заболени и во однос на првиот кластер кој што се појави, затоа што се појави во една специјализирана установа каде што беа превземени и безпрекорни мерки за да се спречи ланецот на понатамошното ширење. Да јас точно како доктор мислам и го кажувам својот став дека оваа лабораторија досега требаше веќе да биде ставена во употреба, затоа што луѓето умираат недокажани, затоа што не можат да се тестираат. Ви благодарам.
Иван Чутошевски. Ви благодарам, председателе. На крај уште еднаш, бидејќи седницата е јавна, граѓаните гледаат, медиумите ќе пренесат. Сакам да ја прашам директорката на Центарот за јавно здравје, кога лабораторијата ќе започне со работа, тоест лабораторијата функционира од 2005-2016 година, меѓутоа со кога ќе биде ставена во функција оваа надоградба? Значи, од кога граѓаните ќе можат да се тестираат? Мислам дека директорка да каже, меѓутоа ако сака не има проблем. Меѓутоа уште еднаш, стрикно само конкретно тоа. Од кога ќе биде ставена во функција надоградбата на лабораторијата? Добро, повелете. Значи, веројатно тоа адаптација на доградба, ова е нова лабораторија по нови стандарди, прв пат, значи сега ќе се отвори, а делот она што се работеше, искуството од претходната останува да биде. Значи, планираме. Договорите и со изведувачите се сето тоа да заврши некаде до крајот на мај и да почнеме со работа. Значи, тоа се плановите. Само на докторката Лозановска, само да ја реплицирам, дека и во клиничка болница има тројца микробиолози, колку што има и во Центарот за јавно здравје, и дека може ја таму да почнат и предходно, па сега да продолжат. Значи, правиме огромни напори во оваа ситуација, навистина, и горди сме дека сме први во Македонија. Ако некој тоа сака стварно да едноставно да го намали значењето на тоа, е стварно негов проблем. Директорке, ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Стенка Алтипармаковска. Стенка. Поздрав до председателот и на советот и сите колеги советници и директорката за Центарот за јавно здравје, директорката како и кризниот штаб, се за поздравување и сметам дека денес секако дека ова одлука ќе помине на оваа седница, од причина што ова донација од голем интерес за граѓаните на општина Битола, односно за сите, и ова лабораторија ќе биде од голем интерес за сите како здравствен работник, да го кажам. И поздрав за сите иницијатори и одлуката што е донесена за да се донира. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и повикувам поединечно да се изјасните по одлуката за давање на донација за финансиски средства на јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Битола, потребни за ставање во функција на микробиолошка лабораторија, молекуларна диагностика на COVID-19 во насока на ефикасно, ефективно и навремено лекување на пациентите со коронавирусот. Ве приклучувам сите и ве прозивам еден по еден. Александар Мирчевски. Се слушаме? Да. За. Анита Ангелевска. За. Билјана Поповска. За. Борче Димитровски. За. Борче Корлевски. За. Пурим Керими. За. Валентин Груевски. За. Веселин Талевски. Веселин Талевски. Но не можем да го... Хајде, пробаме. Се врати во ската. Викторија Христовска. За. Виолета Дракалска. За. Владко Шеровски. За. Габриела Илиевска. За. Горан Михајловски. За. Горан Степановски. За. Елена Трајчевска. За. Елеонора Илиевска. За. Елизабета Тодоровска. Жаклина Наумовска. За.
Зоран Георгиев, За. Зоран Стојчевски, За. Иван Чулаковски, За. Ванчо Тошевски, За. Јован Албанти, За. Методија Илиевски, За. Николче Јанкуловски, За. Олга Лозановска, За. Стенка Алтипармаковска, За. Славе Најдовски, За. Илја Костурски, За. Тијана Карнчевска, Татјана Карнчевска, За. Тони Коњановски, не гласа. Колку гласавме? Веселин Талевски уште еднаш. За. 30 гласа за, констатирам дека Советот ја усвои одлуката за давање донација на финансиски средства на јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Битола. Со ова исцрпена дневниот ред на денешната седница. Седницата ја заклучуваме и ви благодарам на присуството.